тоа колку нам ни требаат повеќе од 30 минути да заспиеме, и тоа се повторува во континуитет повеќе денови, значи ние повеќе од 3 дена ако се случува тоа, ние веќе имаме одреден асоциација за проблем со спиењето. Втора работа е ние може да заспиеме и да се будиме, како што спомена во текот на ноќта еднаш или повеќе пати, и на тој начин сонот е неквалитетен, сонот е краток. Едноставно секое спиење помалку од 6 часа, кое што се случува повеќе кратно во текот на неделата или на месецот, асоцира на тоа дека ние имаме некој проблем зошто тоа се Така, не во ситуации кога мораме рано да станеме, така, да, зборуваме за нормална ситуација. Зборуваме дека ние сме навиле саат, па мора значи апсолутно не е никаков проблем ако ние свесно или мораме во некој период од животот да спиеме пократко. Меѓутоа, ако ќе заврши тој проблем, ако ние продолжиме да си спиеме нормално, ние немаме проблем со несоница. Ситуацијата е кога ова едноставно се повторува и како резултат на тоа индиректните, да речам, симптоми кои што се случуваат и кои што повторно се поврзуваат со несоница се следниот ден имаме поспаност, раздразливост, нервоза, главоболки кои што немаат друга природа, значи не се поврзани со психосоматски проблем, него едноставно уморно е телото и се рефлектира со главоболка. И она што се вели една анксиозност и нетрпеливост која што ни ги нарушува комуникациите со блиските, со оние околу нас во работната просторија и едноставно не доведува во тоа да не бидеме доволно квалитетни во вршењето на своите функции или задачи или она што се очекува од нас. Тоа се тие симптоми кои што асоцираат на тоа дека човекот има проблем за кој што велиме дека е несоница и за кој што треба да бараме соодветно решение.